Здраво, дечки! Еве сме на фронт акција, на фронтлайн заедно со мене Владанка Димковска. Знаете што е ново? Се отвори Центарот за грижа на бездомни животни, Лајка. И тоа е од голема важност за нас како општество, а во наредните неколку минути ќе позборуваме со директорката Тина Петрушевска за тоа кој ќе се грижи за животните тука, на кој начин ќе функционира Центарот и како е средено ова предпријатие. Јас сум многу возбудена, бидејќи како борец за правата на животните, ова е од огромно значење за мене. Одиме. И еве влеговме во Лајка. Тина е тука со мене и Тина ќе ни каже се што треба да знаеме за Лајка. Добар ден, најпрво да ви се заблагодарам за интересот и што сте присутни тука. Што имам можност да ви представам што работи и што ќе работи јавното предпријатие Лајка, односно прифатилиштето во рамките на јавното предпријатие, секако и ветеринарната служба која што ни е на одгледувалиште. Те обично велат да имате можност, а да немате храброст, исто како никогаш да не сте имале можност. Јас би сакала јавно за прв пат да му се заблагодарам на градоначалникот Петре Шилегов за можноста, честа и довербата, да раководам со првото јавно предпријатие за грижа и заштита на бездомни животни. Многу сакам да се заблагодарам и до сите јавни предпријатија кои што помогнаа во целиот овој процес и до општествено одговорните компании, кои што навистина беа наши партнери и поддржувачи цело време. Благодарност до Советот на град Скопје и градската управа, тоа беше поддршка од невидени размери изминативе месеци и заедно мислам дека го направивме овој проект кој што ќе значи многу за Скопје и за скопјани и пред се за бездомните животни. Верувам дека со новиот тим за многу кратко време ќе оправдаме причината за формирањето на јавното предпријатие, а на граѓаните ќе им ставиме на располагање сервис кој што досега никогаш го немале. Сега ова прекрасно здание во кое што имате можност да бидете во внатрешноста, меѓутоа и надвор партерниот дел е прекрасен. Знам дека ќе биде центар каде што нашите најмили ќе се едуцираат за љубовта и емпатијата кон животните, а секако и возрастните граѓани и граѓанки ќе го најдат своето катче за релаксација. Значи, предпријатието е отворено за сите, не само за одредени групи и поединци, секој оној кој што сака да вдоми, секој оној кој што го интересира нашата работа, може слободно да ни сконтактира и да дојде, имаме повеќе канали на комуникација. Мултифункционалниот сајт ќе биде денеска пуштен во употреба. Значи, граѓаните ќе можат да аплицираат за вдомување на бездомни животни, ќе можат да поднесуваат апликации доколку сакаат да бидат наши волонтери или било како партнери. Во генерално, значи, Лајка е отворена за сите. Оној концепт кој од минатото, зборувам за Вардариште, верувам дека комплетно е исчезнат и дека новата приказна е нешто што им фалеше многу на скопјани. Би сакала и преку вашиот медиум да ги замолам и сите ваши колеги, значи медиумите, новинарите, да бидат партнери во нашата мисија со точно и навремено информирање на јавноста и заедно да ја подигнеме свеста за вдомување на бездомни животни и да изградиме култура за одговорно сопствеништво.